Заменик министре, ве слушав во вашето образложение, ви кажале што треба да кажете. Внимателно слушав и најважните работи не ги кажавте. Прво, зошто поскратена постапка, нов начин на пресметување на осигурување? Тоа е ново тело, нов орган во состав во Министерството за труд и социјала. Второ, кажавте дека сте консултирале, не знам, невладини и работодавачи. То секоја чест, меѓутоа, како да ви кажам, треба еднаш владата, која и да научи дека законите се носат тука и дека треба прво и пред се да бидат консултирани пратениците, а не да ни праќате закон, знаете што, консултирани се, ај вие изгласајте ги. Тоа не треба да продолжи така. Затоа што никогаш не треба да заборавите дека ние ве бираме вас, а не вие нас. Тоа е основно правило. Второ, не кажавте, а требаше да кажете, бидејќи имате празна кореспондентна табела во која што имате бројка, што е многу сериозно обвинување од моја страна, од страна на ВМРО, ДПМН и опозицијата, дека имате измислено бројче за да помине со европско знаменце. Зошто сте го измислиле бројчето? А бројчето кажав дека е од директива која што е поврзана со намалена подвижност кога патуваат со авион лицата со попреченост. Нешто сте нашле за да биде као со лица со попреченост. Второ, се надевам дека ќе ми одговорите на прашањата и не знам зошто, што е смешно во ова, јас сега што го кажувам и прашувам. Како опозиција сум длабоко заинтересирана и како представник на граѓаните очекувам сериозни одговори. Прво, зошто е поскратена постапка, нешто што е ново, невидено во Министерството за труд и социјала, зошто е со европско знаменце, зошто не направивте јавна расправа и зошто нас не консултиравте, зошто таа јавна расправа не се направи тука. Не знам јас, вие консултациите што ги правите по влада, можеби си ги нарекувате јавни расправи. Се знае, јавна расправа е тука, во овој законодавен дом, и тоа се вика јавна расправа, се повикуваат заинтересирани страни, невладини организации, други институции, научна фела, и тоа се вика јавна расправа. Такво нешто не сме имале, за да можеме ние како пратеници да донесеме вистински правилен став дали на Министерството за труд и социјална политика му е потребно вакво тело, дали има капацитети што финансиски, што човечки, за да издржи едно вакво тело. Второ, па и трето веќе, ребаланс на буџет нема, а вие предвидувате фискални импликации. А ребаланс на буџет нема. Во претходното буџетско решение ние вакво нешто немаме изгласано како буџет за државата. Кажавте дека треба да има јавна набавка за софтвер, хардвер, бидејќи овој Рашковски ќе биде амнестиран, од Рашковски ли ќе биде набавено? Такви ли софтвери, хардвери ќе набавувате? Па одеднаш ќе биде хакиран пензискиот фонд и би била прилично задоволна доколку ми одговорите дали како министерство најдовте кој го хакираше фондот за пензиско и инвалидско осигурување? Дали е точно дека во јавноста пренесените гласови дека личните податоци на огромен број на македонски државјани веќе се во соседна држава? Дали е тоа точно? Дали најдовте, испитавте? Дали е точно дека
дали е точно, колега, нема шанси да ме деконцентрирате колку и да зборувате, дали имаме во пензиско фондот за пензиско инвалидско осигурување пензии кои што се државјани граѓани од Косово, и дали во ова тело кое што планирате да го формирате, освен 20 вработени, не знам, од органите во состав на Министерството за труд и социјална политика, кога сте расправале по оваа тема, не ви стана јасно дека програмери, инженери од типот на оние кои што ќе ги одржуваат овие високо софистицирани софтвери нема да работат за 30.000 денари плата, и дека таков кадар кој што е потребен за одржување на овие софтвери, на овој хардвер, за жал во Република Македонија во јавните установи не можеме да задржиме, не можеме да имаме, бидејќи истите се барани многу во приватниот сектор, бидејќи се платени, па од тука ми е прашањето. Не случајно се случуваат вакви работи, бидејќи немате доволно, предпоставувам, едуциран и квалификуван кадар кој што ги одржува овие софтвери, хардвери досегашните, а не па и оние идни кои што планирате да ги правите. И тука ќе застанам со конкретните прашања, ќе бидам кратка, затоа што очекувам одговори на овие прашања, кои што не се само прашања мои, кои што ја брануваат јавноста, и бидејќи нели секојдневно имаме такви мегаломански скандали, да некои од ваквите скандали се и подзаборавени, па да ве прашам да ми одговорите што од ова е веќе истражено, пронајдено, и да ја смириме малку, ако можеме, јавноста по однос барем на овие прашања. Благодарам.